следната презентација ни од професор доктор Владимир Трајковски и се работи за употреба на социјалните медиуми во списанија со отворен пристап. Повелете, професоре, повелете вашата презентација. Ви благодарам за најавата. Еве денеска јас како организатор, иницијатор, фактички најмногу зборувам. Се надевам дека нема тоа да ми го забележите. Ќе се обидам ние сме во рамките на предвиденото, на програмата. Не доцниме, точно сме. Се обидам во наредните 30-35 минути, колку што и предвидовме ние четворицата презентери, да ви ги изнесам сите оние мои размислувања во однос на оваа тема, употребата на социјални медиуми во списанијата со отворен пристап. Прво ќе дадам еден куз вовед, потоа ќе прикажам накусот за списанието кое што го представувам, тоа е Journal for Retouch of Therapy and Developmental Diversities, интернационално списание со седиште во Холандија, кое што постои точно 2,5 години во овој момент. Одиме со една интересна слика. Еве, тука би ве запрашал колку од овие знакчиња препознавате и колку би можеле да ги идентификувате. Дури јас како голем љубител на социјалните медиуми, околу десетина би препознал, 10-12, но не и сите. Како што гледате, постои едно мноштво на социјални медиуми преку кои што сега светот комуницира, а исто така би рекол и науката комуницира. Тоа мора да се има во вид ако сте главен и одговорен уредник или заменик уредник кој што правите стратегија на списание со отворен пристап. Се разбира дека оние постари списанија кои што уште излегуваат во хартиена копија, доста од нив се со импакт фактор, дека не можат многу да ги користат овие, иако теоретски можат и тие да ги користат, со правење на скринови, нешто подоцна ќе со сликање фотографии на дел од списанијата по споделување на социјалните медиуми, иако тоа оди малце потешко кај тие списанија во хартиен пристап, каде што мора да се слика прво одредена страна или наслов на труд и така натаму. Живееме во време на огромен број на информации, каде што уредувањето и објавувањето на научно списание фактички многу зависи од познавањето на дигиталните алатки и се повеќе продорот на вештачката интелигенција. Во голема мера, секако ќе се сложите со мене, ова е позитивен тренд кој што би требало да потикне едно масовно ширење на научните трудови и не бидете себични. Споделувајте ги вашите научни трудови, но и трудовите на вашите колеги во сите можни академски дисциплини, а денеска имаме и од општествените, и од хуманистичките науки присутни на трибината, и од биомедицинските, секако од кои што потекнувам нели ја по основна вокација, а по место на вработување во онаа прва група на списанија. Во голема мера, значи овој позитивен тренд има и тоа каков импакт би рекол, би повторил, на сите академски дисциплини и социјалните мрежи стануваат се повеќе интегрален дел на нашето живење и на еден термин кој што странците го користат, а тоа е дигитално поврзани општества. Објавувањето на научни трудови од интерес на одредена дефинирана публика со користење на соодветни канали може значително да придонесат за влијанието на научното откритие, секако, и различните медиуми и метрики дојдоа до израз при таа стратегија на дисеминација на научни информации. Понатаму што би сакал да го скренам вашето внимание е на она што социјалните медиуми овозможуваат одредени списанија, ќе видиме и подоцна, специјалисти кои што со различен јазик и разни стручни лица и соработници овозможуваат научна комуникација во научните друштва. Една од најпознатите платформи, претпоставувам дека вам ви е веќе позната, тоа е altmetrics.com, која што се појави меѓу првите и е доста ветувачка платформа. Веројатно сте виделе на оние посилни списанија со импакт фактори кои што имаат силни издавачи зад себе како Sage Publishing, Oxford University Press и ред многу, Elsevier да не зборуваме и други, кои што во едно крупче во различни бои, во центарот покажува одредена бројка, тоа е прави автоматски збир
на колку пати еден труд е споделен на Facebook, на Twitter, на блог и така натаму. Во моментов, сите посилни списанија имаат вработено со плата посебни уредници за социјални медиуми, кои што ја користат визуализацијата на научните статии со споделување на социјалните медиуми и секако прават компарации со традиционалните активности на цитирање. Прелиминарните статистички податоци сугерираат дека дури 45% од глобалното население е застапено на некој начин на социјалните мрежи. Главно приватно, но многу од тие користат, многу од тие лица и луѓе користат и за службени потреби. Еден од нив сум и јас, кој што сметам дека меѓу првите почнав да направам акаунти за поранешното списание Journal of Special Education and Rehabilitation на Facebook, LinkedIn, Twitter се разбира и други популарни платформи, со што ја промовирав содржината и го привлекував на одреден начин вниманието на научната јавност, па и на општата јавност во Република Македонија. Имаше некои декадентни струи, ова морам да го потенцирам, на филозофскиот факултет, кој што, ете така, можеби и се исмева, види го сега губи време, што сака да постигне со тоа, па Facebook е за забава и така натаму, но јас го мислам токму спротивното, покрај за забава, Facebook, Twitter, LinkedIn, па и Instagram во последно време можете тоа како корисно да ги промовираат вашите списанија. Таа стратегија што јас ја користам и ја користат многу попаметни луѓе од мене во главни уредници на доста моćни списанија со импакт фактор, користат правилно абстрахирање на она што е најзначајно во еден труд, негова визуализација и сето тоа покажано, има доста трудови, сега во интерес на времето не цитирав многу трудови, кои што покажуваат дека зголемена, тоа е право пропорционално, зголемено споделување на социјалните медиуми оди со зголемена цитираност на одредени трудови, се разбира доколку тие трудови имаат минимум квалитет. Широко е прифатено дека новоотворените списанија со отворен пристап можат брзо да станат високо престижни научни платформи со јавно промовирање на нивната содржина на популарните социјални медиуми. И тука да не ме сватите дека се фалам, за 2,5 години со Journal for Real Touch Therapy and Developmental Diversities успеав да постигнам, значи, индексирање во околу 30 бази на податоци. Сега јас не сакам премногу да го рекламирам списанието, меѓу кои најзначајните се Scopus, во кој што веќе се во преговори, значи готово добивме информација пред 2 месеци дека сме индексирани, но се уште тоа малку тој процес трае. Directory of Open Access Journal, EBSCO и да не ги редам сите други, дел од најзначаен дел заради тие индексации се секако квалитетот на трудовите, квалитетот на авторите кои објавуваат, квалитетот на рецензиите, но и моето споделување и деноноќно седење на медиумите и споделување на трудовите, на водењето на посебен блог на нашето списание. Можам да констатирам дека во светот уредниците се повеќе ги користат социјалните медиуми за да можат да ги следат и дискусиите кои што се после објавувањето на трудот, што ќе видите подоцна од моето истражување, не може да се каже и за Република Македонија. Секоја чест на исклучоците, честитки за сите оние уредници, главни уредници кои што ги користат социјалните медиуми за споделување на нивните списанија и нивните трудовите во нивните списанија. Еве сега накусо нашето списание на Google Scholar, се разбира за 2,5 години имаме мал број на цитираности, 30, но јас се надевам дека овие рапидно ќе гледате во 2019 како било овде со курсорот, 2020 ова ќе расте сигурно повеќе, а да не зборуваме за следните години. Journal for Real Touch Therapy and Developmental Diversity се... Да? Не се менуваат слайдовите. Не се менуваат, па јас тука кај мене се менуваат, а не знам зашто кај вас не се менуваат. Христијан, би го замолил Христијан да видиш зашто е тоа така, кај мене се менуваат. Јас сум веќе на Journal for Real Touch Therapy and Developmental Diversity. Дали кај другите се менуваат? Ние сме се уште на воведот, професоре. Да. Ништо не видовме од тоа што покажавте, да? Мене ми е многу жал, но кај мене се менува. Не знам зашто кај вас, и овде ми стои дека веќе во, да, your screen, не знам, ќе направам стоп,
И уште еднаш, добро, требаше и порано да ме информирате, не знам, кај мене се менува и стоеше дека значи дека ги имате. Добро. Само накусот, другото беше теорија. Сега, дали ги гледате? Требаше колегата Гаспар да ме предупреди за тоа. Сега Затоа е и модератор. Благодарам на професорката, се извинувам, не е до мене, нешто се случува со интернетот. Сега е окей. Значи во овет имав 3 слайдови и ова е писанието кое што веќе ова го гледате на Google Scholar, па ResearchGate, па потоа профилот на Facebook кој што редовно се апдейтуваат новини за Open Access и секако за индексации на списанието, за понатаму за најнови трудови, абстракти од трудови и така натаму. Имаме акаунт на Twitter, имаме блог, како што веќе спомнав, ова е блогот со адресата, нели, блог JRTD и така натаму. Ова е профилот на LinkedIn, каде што исто така редовно се водат најнови содржини и од поново време, од минатата година, и нашето списание е застапено и на Instagram, каде што визуелно сите оние памфлети кои што ги правиме заедно со секретарката, морам да ја пофалам Андреја, сите оние мои замисли, она мощно добро ги визуализира низ постери и памфлети, кои што потоа ние ги споделуваме на Instagram профилот. Сега би преминал на моето истражување, кое што го спроведов во изминатиот период. Целта на истражувањето по повод мојата презентација е да се утврдат ставовите на уредниците и членовите на уредувачките одбори на научните списанија од Македонија за употребата на социјалните медиуми и да се иницира идна поширока промена на истите. Која методологија ја користев? Мощна едноставна методологија. Испратив пошти до уредниците, замениците уредници, членовите на уредувачките одбори, административниот персонал и некои библиотекари од Македонија. Беше креиран Google формулар за онлайн пополнување. Формуларот содржеше 16 прашања и беа опфатени списанија од општествените, хуманистичките и биомедицинските науки. Времето на истражување што го спроведов беше од 27 септември до 10 октомври. Потоа неколку колеги од медицински ме праша, но ја веќе решив да направам пресек на 10 октомври, уште двајца мислам малце задоцнено не се вклучени. Беа пополнети 29 прашалници, што за жал морам да направам компарација со онаа минатата трибина што ја организиравме со професор Спировски на 21 септември. Таму имав 40 повратени прашалници. Изгледа веќе колегите се заморија во рок од месец и пол да добијат два пати прашалник за истражување и стапката на врателни прашалници е за мене поразителна, само 36%, но тоа не говори за мене, говори за нешто друго. Иако јас ќе морам да се извинам тука на некој што бев и досаден, 2 до 3 пати пратив имейл подсетник, а исто така сакам и да се заблагодарам на сите 29, од кои што дел се тука веќе присутни на оваа трибина, да ви се заблагодарам за времето кое што го потрошивте пополнувајќи ги овие 16 прашања кои што сега визуелно ќе ви ги представам. Резултатите од истражувањето. Првото беше дали припаѓате, која ви е функцијата во уредувачкиот, односно на какво списание, дали општествени науки, најмногу од биомедицинските науки, околу 59%, 24% се општествените науки и имаме останатите хуманистички 10% и има некои кои што не припаѓаат на никаков уредувачки одбор, едноставно се или библиотекари или некои други функции имаат. Второто прашање, која е вашата улога во списанието? Најголем процент се членови на уредувачки одбори, околу 45%, околу 28% се главен и одговорен уредник и останатите припаѓаат на заменици, административни лица еве овде извесен процент, околу 10-15 и така натаму. Имаме и рецензенти вклучено со мал процент, дури и лектор по англиски јазик, еве пополнет прашалник во ова истражување. Дали користите социјални медиуми во вашата секојдневна работа? Ова беше очекувано за мене. 93% користат, не користат мощне мал процент. Ова е можно да се некои повозрасти, сега се ова мои претпоставки, бидејќи јас ова беше анонимно
иако ги става имейловите, но јас, да бидам искрен, не одев до детали, не гледав кој што одговарал и навистина не знам кои се овие мал процент што одговориле дека не користат социјални медиуми или користат само имейл, кој што и не се смета како социјален медиум баш во вистинска смисла на зборот. Тој датира од поодамна, а социјалните медиуми се од последните 13-14 години во употреба. Понатаму, дали во вашето списание имате вградено плагин за споделување на социјалните медиуми? 48,3 немаат вградено, ова е податок што загрижува, не знаат 10,3 и 41,4 имаат вградено плагин во списанието кое што го уредуваат или се членови на редакцијски одбор. Дали мислите дека социјалните медиуми можат да бидат корисни за вашето списание? Очекувани високи 86% да, одговориле, останатите околу 14% или не знаат или воопшто не размислувале на оваа тема. Дали ви е познат терминот Article Level Metrics? 75,9 или 76, ајде да заокружиме, одговориле дека им е познат, на 24 не им е познат. За ова ќе ве упатам на еден мој постар труд од пред така 5 години од прилика во Journal of Special Education and Rehabilitation. Имам посебен труд пишувано за значењето на Article Level Metrics, така што тоа исто списание со отворен пристап, може да го најдете тој мој труд и да прочитате повеќе. Сега нема да се задржувам на ова. Седмото прашање, дали вие како автор ги споделувате вашите трудови на социјалните медиуми по објавувањето на трудот? Да, секогаш одговориле 8 испитаници, понекогаш 12 и другите се незначителни. Еве има некои околу 5 автори кои што, односно 5 испитаници кои што никогаш не ги споделуваат. Јас тука би ги стимулирал сите автори, еве не мора да се во списанија, авторите на своите приватни профили, Facebook, Twitter или што и да користат, LinkedIn, да си ги споделуваат трудовите, затоа што така имаат поголема видливост и можност за цитираност. А што е главната цел во науката? Да бидете цитирани. Ако објавите трудот, тоа никој не ви го цитира, тоа не е ни видливо доволно и едноставно многу е мал вашиот импакт во научниот придонес. Следното, дали следите некој списание од вашата област на социјалните медиуми? Високи 72,4 да, не следат 24% од испитаниците и некои имаат што следат само веб страни и добиваат нотификации на имейл. Дали би се согласиле вашето списание да биде промовирано на социјалните медиуми? Исто така ова ми беше очекувано, 86% се согласуваат да бидат промовирани, мал процент што не, и тоа се не знам, навистина не можам да објаснам кој има вака малце да речем, а да не го навредам, по назадни ставови во однос на социјалните медиуми, бидејќи навистина имаат направено голем бум во научното публицирање. Кои платформи на социјалните медиуми преферирате? Најмногу 52% Facebook користат во Македонија, 14% Twitter, исто висок процент 45% LinkedIn и останатото гледате WhatsApp, има и ResearchGate, се разбира, 86. Ова не е од вкупниот број, значи не е правено до 100%, туку статистиката е на поинаков начин, затоа и овде збирот на овие проценти не излегува 100%. Значи најмногу се користи ResearchGate, Академија Еду за складирање на трудовите и споделување Facebook и LinkedIn. Понатаму, дали вашето списание има отворено налог или профил на некој од следните социјални медиуми? Најмногу на Facebook имаат 6 отворено, исто така доста е на други, 7 одговори од 29 испитаници и со другите не би ве заморувал податоци, кого го интересира. Ова ќе биде после и на Facebook, веќе го има на филозофски и на мојот профил, а ќе го има и на YouTube на нашето списание Journal for Touch Therapy and Development of Diversities. На каналите ќе пробаме со секретарката да ги во следните денови да ги екстрахираме и предавач по предавач посебно да бидат поставени на YouTube каналот и на мојот SlideShare.net профил исто така во форма на слайдови ќе биде споделено. Кое лице треба да ги промовира трудовите на социјалните медиуми во едно списание? Некој смета дека и главниот уредник, најголем број 11 сметат дека сите треба, и авторите сами, што е најлогично за мене, и авторите, и главниот уредник, и замениците уредници,
само авторите сметаат 6 испитаници и еве 10 од 29 испитаници сметаат, што е добар процент, дека специјално назначен уредник за социјални медиуми сепак би требало да се има секое од нашите списанија. Што сметате за промоцијата на вашите трудови на социјалните медиуми? Еве 11 лица сметат дека само носителите на трудот имаат право да го споделуваат тоа, 12 од 29 сметаат дека секој може тоа да го прави и според мене, како човек што ги следи долги години овие социјални медиуми, според мене ако има најточен одговор, ова би било најточниот одговор, дека секој би можел да нема тука, особено кај Open Access, авторски права или да треба да го прашате авторот. Авторот ќе ви биде благодарен ако вие му го споделите трудот на Facebook, на Twitter или на другите социјални медиуми. И еден мал број, еве двајца, одговориле дека само авторите го имаат тоа право да споделуваат, а овде беше само носителите на авторските права, се извинувам. Значи да се до изразам. При крај сум со прашањата. 14-тото, за кои стратегии се свесни за промоцијата на вашиот труд на социјалните медиуми? Значи овде беа поставени опции дали е тоа оптималното време на споделување на трудот, гледате 31% одговориле. Користење на соодветни хаштази 17,2%, тагнување на важно лице од областа, значи стручњакот на пример имунологијата да го тагнете или стручњакот јавното здравје да го тагнете и така натаму. Користење на автоматски ботови, мал процент одговориле на тоа. И предпоследното, дали вашето списание има специјален уредник за социјални медиуми? Очекувано немаме ни еден уредник, затоа што во Република Македонија многу мали се средствата со кои што располагаат редакциите, па уште ни фали да имаме и специјално лице. Ниту едно одговор, тоа беше очекувано за мене, 0%, не 72,4% и не знаат да одговорат 27,6%. И последното, за колку списанија од вашата област сте свесни дека имаат ангажиран уредник? Не знаат 23%, помалку од 5 списанија дека имаат уредник, тоа се 3 и 2 одговорија од 5 до 10 списанија од нивната област знаат дека имаат ангажирано уредник за социјални медиуми и ова беше во рамките на она што го очекував кога го поставив прашалникот. И сега одам при крајот дискусија малку и на крај заклучоци. Пред повеќе од 60 години Јуџин Гарфилд, основачот на библиометријата, го воведе, знаете, поимот и концептот за цитатен индекс. Неговите идеи подоцна прерасна во фактор на влијание, оној фамозен импакт фактор, кој што сега се бара за напредување во звање, кој го мери степенот на влијание на списанието со броење на тоа колку негови трудови се цитираат, но тој концепт се повеќе сега се заменува со article level metrics концептот и со споделување на социјални медиуми, бидејќи академскиот напредок е поврзан со објавување. Повеќето истражувачи доставуваат статии до списанијата со висок импакт, иако стапките на прифаќање понекогаш можат и да бидат едноцифрени. Во списанијата со најјак импакт фактор од 5 до 9 ви acceptance rate, rejection rate ви околу 90-95%. Иако на трудовите со отворен пристап може да им се пристапува почесто, традиционалниот фактор на влијание мери повеќе цитати на трудот, колку е тој труд цитиран, отколку колкава ви е читателската публика. Со социјалните медиуми вие повеќе се знаете колкава ви е читателската публика, колку сте читани, значи имате сега современите плагини, колку пати е прочитан трудот, колку пати е симнат во PDF, колку е во HTML прочитан и колку е пати цитиран и така натаму, колку пати е споделен, ќе видите на следните слайдови. Обично научните списанија со најголеми фактори на влијание за жал не се со отворен пристап и не можат да ја користат ова можност да видат колку има читателска публика. И кога отворениот пристап е комбиниран со социјалните медиуми, влијанието на написите за истражување преминува од самите публикации на индивидуалниот истражувач. Значи можеме да заклучиме дека индивидуалниот истражувач има огромна корист од социјалните медиуми. Дигитализацијата најавува употреба на разни нови метрики за мерење на влијанието на објавите на социјалните медиуми и така ќе ви дадам еден пример со Twitter, кој што нуди анализа за квантифицирање на ретвитовите, на лајковите, на кликови на врски
и какви се впечатоците на еден ден во однос на еден труд. Се поголем број на списанија, светски мислам, и редовно објавуваат и ажурираат анализа и метрика на индивидуалните трудови, што е секако еден тренд нагорен во scientific publishing, и одењето низ трудот, креирање на линија на ознаки, тагови или правење на релевантни хаштагови и отсекување на слики за подобро визуелно искуство е работа која што трае околу 20 минути и јас најтопло ви ја препорачувам доколку сакате вашето списание да биде што повеќе читано, што повеќе споделувано, што повеќе цитирано и вашите трудови. Исто зборам и за лично вашите трудови објавувани во други странски или домашни списанија. Еве како тоа изгледа преку примерот на трудот Psychological Aspects of Autism Spectrum Disorders. Овој труд е објавен онлайн фрст на 15 јуни, а ова е правен принт скрин пред некои си 15 денови, 93 пати споделен на Facebook, 8 пати на Twitter, 3 пати споделен на LinkedIn, 2 пати по имейл е пратен, еднаш на WhatsApp и за жал Viber не дава метрика. Тоа е проблем до Viber, а не до плагинот. Еве ова чисто за илустрација во светот во јули 2019 колку се користеле социјалните медиуми. Најмногу, предпоставам дека знаете, Facebook води со 2 милиарди и 375 милиони, WhatsApp е со милиарда и 600, па Facebook Messenger со милиарди и 300 и така натаму, на дното негде Instagram е во средината со милиарда и Twitter некаде најдолу 330 милиони, и мислам дека сега сум кон предизвиците, не го пробивам времето, тука сум во рамките, предизвици и заклучоци. За жал не постојат широко одобрени упатства за ширење на научни информации на социјалните мрежи, нема никаде гајдлайнси. Тоа треба сами да ја вклучите вашата имагинативност, да го вклучите несебично вашето време. Исто така регулаторна контрола на протокот на информации помеѓу истражувачите и пациентите, ова зборам за биомедицинските списанија, недостасува. Во огромното море на знаење, филтрирањето на релевантното може да одземе многу време и одзема време, тоа сум сигурен, бидејќи го чувствувам на своја кожа. Објавувањето на платформите на социјалните медиуми е одговорност на представници на разни организации, значи не само на авторите, не само на издавачот, туку и на други здруженија научни, да кажеме. Таков пример имаме преку Македонското научно здружение за аутизам, кое што исто така на нашите социјални медиуми често се споделуваат трудови за аутизмот. Уредниците на социјалните мрежи треба да бидат сигурни како да ја постават играта за да соберат што повеќе следбеници уште на самиот почеток, кога ги креираат акаунтите. Првичните следбеници се обично колеги од истата област, па потоа се шири на колеги од други области, па се шири на студенти, се шири на млади колеги, специјализанти и така натаму. Она што го кажав и пред малку, употребата на хаштагови може да помогне за да го привлечете потребното внимание на поширокиот научен аудиториум и да привлечете што повеќе следбеници на вашите акаунти. Важно е да се следат релевантните списанија и да следите влијателни иматели на сметка, например во областа на аутизмологијата, тоа е професорот Сајмон Барон Коен од Англија, кој што има илјадници следбеници и на ден има стотици ретвитови. Објавите на социјалните мрежи може да имаат подобри резултати за трудовите со отворен пристап, секако, и тоа е докажано. Преговори со издавачи на претплатнички списанија за да се обезбедат бесплатен пристап до одредени написи за одреден период може да бидат корисни. Како што визуелните абстракти прават подобро кога станува збор за ширење на знаење, добрата инфографика бара искусен веб дизајнер, што во Македонија недостасува во списанијата. Значи, еден искусен веб дизајнер во областа на научното публицирање. Не веб дизајнер што дизајнира, например, сајтови и така натаму или некои други работи во IT технологијата, него веб дизајнер кој што знае да направи добра инфографика, која што би привлекла внимание на поголема читателска публика. Мора да имате добра комуникација помеѓу уредниците на социјалните медиуми и веб дизајнерите, за да се овозможи достапност на трудовите од сите списанија, или јас би рекол на главните уредници и уредниците по секции со веб дизајнерот. И овде имаме некои ограничувања, тоа се културните и географските разлики кои што можат да влијаат на употребата на социјалните медиуми. И тука би го дал примерот со Кина, која што го забранува пристапот до Google и Facebook, што значи дека Кина со милиарда и 600 милиони жители и со многу научници
за жал не може да ги користи овие придобивки на Google и Facebook, но тоа е официјална политика на властите во државата Кина. И на крај сум, сосема на крај, се надевам дека го проследивте со внимание ово предавање. Ќе заклучам со овој последен слайд. Плагините за социјални медиуми слабо се достапни во македонските списанија. Потоа, македонските уредници не многу често и не со големо задоволство ги користат социјалните медиуми. Чест на исклучоците, повторно, македонските списанија немаат услови за вработување на специјални уредници, односно немаат материјални ресурси. Социјалните немаат поддршка од Министерството за образование и наука на Македонија. Социјалните медиуми обезбедуваат дополнителни можности за научниците во процесот на академското истражување. Излезот на научните информации на социјалните медиуми отвори нови патишта за да го дисперзираме нашето знаење. И иако некои правила допрва треба да бидат поставени, веќе постојат широко познати социјални медиуми, техники за оптимизација за успешно промовирање на содржината на трудовите. Нашето списание РТДД, скратено, ја поддржува неделата на отворен пристап, која што започна вчера и трае до 25 октомври. Слободно споделувајте ги овие презентации на вашите профили, слободно споделувајте трудови од списанијата со отворен пристап и секако дека така ќе дадеме еден поголем придонес кон науката во Македонија. Ова се моите контакти за тие што не ме познаваат, а имаше и такви, морам да признам, и тоа ме радува. Едно 10-15 учесници од овие 54 до 55 имаше максимум забележав на платформата, а во моментот 50, што е одлично следење, значи немаме осипување на слушателите. Еве веќе 3 часа се заедно со нас. Јас тука би се ја завршил презентацијата и би го стопирал овој скрин и сега нормално би го препуштил зборот на модераторот магистар Гаспар. Да, ви благодарам професоре за одличната презентација. Ни укажавте колку големо влијание имаат социјалните медиуми и како можат да се искористат. Во однос на некои несовршености за време на презентацијата, како проблемот со слайдовите, сакам прво да се извинам, но исто така да подсетам дека мојата одговорност за оваа трибина беше донесена за помалку од 12 часа пред самиот почеток и за жал немав увид на презентациите и не го знам природниот тек, затоа и не бев во можност да реагирам доволно брзо и доволно соодветно, не знаејќи дали следуваат слайд што треба да се смени или не. Независно професорката Ристовска, да, не знам само колку траеше минути тоа, дали беше 2-3 минути или повеќе. Би било лошо. Беше прилично кратко. Независно од тоа, би сакал сега ако може да ги слушнеме некои прашања доколку има и дали има некој кој што сака нешто да дискутира за оваа тема вие што ја презентиравте. Јас сакам да изразам задоволство од презентацијата, навистина прекрасна презентација, мене ме заинтригира да размислувам малку повеќе за социјалните медиуми. Само да не испаѓа дека си враќаме сега, пофолни, не. пред аудиториумот. Не, навистина ми се допадна, не сум размислувала, искрено речено, ни за Facebook, ни за Twitter. Добро, на ResearchGate нормално дека се споделуваат таму трудовите, меѓутоа многу интересен пристап, морам да го поздравам и еве дури си велам можда и треба да размислам, еве веќе ми доаѓа на ум некој колега што малку е поактивен на мрежите да го замолам него малку да придонесе и така натаму. Да, интересно размислување, да. Затоа што видите во денешно време ние поготово пандемијата со ковид малце предизвика публикувањето да оди многу побрзо никако, затоа што експертската јавност има потреба од нови сознанија за вирусот. Еден голема празнина постои во знаењето и многу брзо се споделуваат и информации. Многу беа присутни баш на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram и така натаму. Така да, дури можеби ResearchGate не е доволна, можеби баш овие популарните социјални медиуми може да придонесе. Да, интересно размислување во секој случај, да. Апсолутно се согласувам со вас дека ResearchGate, се извинувам што ви влегов малку во збор, дека ResearchGate не е сосема доволен.
Тој е одличен и Академија Еду, но не е сосема доволен за научниците во Македонија и воопшто. Да. Тук. Благодарам, ако има некој нешто да додаде друго. Еве имаме еден коментар, исто така од Нада која што ни укажа преги. А замолница вика до предавачите, ако се има во предвид дека истите се и автори кои публикуваат во списанија со отворен пристап, да одговорат на прашањата кои ги постави професор Ристовска на крајот од своето предавање. Може јас нешто да кажам? Повелете, професор. Прво, им благодарам на сите предавачи досега што изнесоа различни аспекти и со тоа ја заокруживме целината на овој настан, ова работилница за отворен пристап, секако секој од различен аспект. И мислам дека тоа е доказ дека ние можеме, можеби не премногу, ама сепак во нашите услови да направиме нешто позитивно. Тоа општо за сите предавачи кои што учествуваа. Во однос на последното предавање, кој што мислам дека е многу, како би рекол, деликатно, мене ме загрижува обемот на ангажираноста на редакцијскиот одбор и на незините членови во различен дел, дури има предлог да има посебен за социјални медиуми, затоа што продуктивноста на едно списание многу повеќе зависи од тоа да се обезбеди цитираноста на трудовите во релевантните бази на списанија и малку помалку дури и да е поголем бројот во социјалните мрежи. Пример, ако е еден труд од било кое списание, што го води колегата Трајковски сега, е цитиран 10 пати во, измислувам, нека биде тоа во Скопус или не е битно, во некоја друга база, е повеќе одошто 10 пати да биде читан во едно од социјалните мрежи, да речеме Facebook или која и да е. Значи, проблемот е тука за, како би рекол, искористливост на расположливото време, зашто ние како уреднички екипи треба да го направиме. Тоа им дава предност на оние уредници кои што имаат помал обем на работа, многу повеќе да се ангажираат и во афирмацијата на социјалните мрежи, отколку оние уредници, екипи или списанија кои што се секојдневно оптоварени со условно кажано значајни уредувања или одлучувања или ангажирања за да постигнат некои ефекти. Инаку, нормално е дека ние тенденцијата од строго научните цитирања ќе ја пренесеме и на социјалните мрежи, бидејќи и научниците се повеќе и на социјалните мрежи, освен на научните платформи. И тоа е логично и треба тука да се направи нешто. И мислам, во нареден период треба да видиме кој што тука може да направи на некоја наредна работилница, малку да се осврнеме дали е нешто поместено во позитивен смисол, што јас очекувам. Ќе се обидеме да направиме нешто. Благодарам. Да, апсолутно се согласувам со сите констатации дека многу е повредно да имате 10 цитати на Скопус, отколку 10 пати да ви е споделен трудот на Facebook, а при тоа да немате ни еден цитат на Скопус, тоа е многу јасно. Но горе-долу и коментарот е и во насока на ово што и го говорев ја, дека апсолутно треба да се мисли дека ова се како дополнително, социјалните медиуми се како дополнително гориво за зголемување на видливоста на трудовите, на списанијата и за евентуална можна идна зголемена цитираност, имајќи предвид дека се повеќе научници, истражувачи, професори, асистенти користат социјални медиуми и на тој начин ја дисперзираат научната мисла. Тоа е. Добро, ви благодарам. Имаме од колешката Софија еден вид на прашање, не е прашање, но еден вид на дискусија. Социјалните медиуми се навистина важен момент во истражувачката дејност и во секојдневието. И кажува дека интересна презентација дефинитивно.
Дали има некој друг кој што сака да допиште? Гледам Кој? колегата Дарко. Да. Им честита на излагачите за одлична презентација. Моментално нема некој прашање, но кажува дека многу од работите што ги слушнал на овие презентации се нови за него и се од голема важност и голема вредност, така да пуштава огромна благодарност до организаторите за реализација на овој настан.